Денеска се одржа првиот конститутивен состанок на Националниот совет за финансиски истраги и конфискација на имот, со што официјално започна со работа највисокото координацијско тело, задолжено за следење и унапредување на институциите кои спроведуваат финансиски истраги и конфискација на имот. Со советот председаваше заменик председателот на владата задолжен за политики на добро владење Арбен Фетаи, а на состанокот присуствуваа председателот на владата, министерот за внатрешни работи, представници на меѓународната заедница, граѓанскиот сектор и членовите на советот. Денес ги поставуваме темелите за систем во кој правдата не е декларација, туку пракса, во кој борбата против корупцијата не е политички слоган, туку државна политика, во кој институциите работат во интерес на граѓаните, а не во заштита на поединците. Јасна е нашата заложба за борба против корупцијата и криминалот. Украденото мора да се врати на народот, порача премиерот Христијан Мицкоски на почетокот на конститутивната седница. Ова тело, рече премиерот, не е формалност, туку јасна и недвосмислена порака дека државата конечно цврсто, систематски и бескомпромисно стои против криминалот и корупцијата. Според него, следејќи ги фазите на постапката за враќање на имотот, стратегијата за периодот 2025-2028 јасно дефинира 3 приоритетни области за действување. Прво, пронаоѓање, идентификација и следење на нелегално стекнат имот и имот на корист, не само во земјата, туку и надвор од неа. Второ, привремено обезбедување и конфискација на имот и имот на корист, и тоа брзо, ефикасно и во согласно со законот. И трето, ефикасно управување со конфискуваниот и одземен имот, вклучително и негова повторна употреба за социјални цели, бидејќи конфискуваниот криминален имот мора да добие нова општествено корисна вредност, вели Мицкоски.